Добро вечер. 20 часот, нов блок информации на К1. Еве што ќе гледате во него. Затворски казни за браќата Бекири за случајот фабрика за афери. СДСМ со обвинувања за работењето на локалната власт, општината демантира. После Скопскиот регион, Тиквешкиот најзагрозен од земјотреси и пожари. Затворски казни добија браќата Бекири за случајот фабрика за афери. Захир Бекири, познат во јавноста како Чауш, доби казна од 2,5 години, додека неговиот брат Имер Бекири 1 година затвор. Браќата треба да платат и 3.000 евра казна за злоупотреба на лични податоци. Основниот суд Скопје 1 донесе пресуда со која обвинетиот Захир Бекири, познат во јавноста како Чауш, за кривичните дела фалсификување на документи, доби казна затвор од 2,5 години, додека неговиот брат Имер Бекири доби казна од 1 година затвор. За кривичните дела изработка и набавка на оружје добија ослободителна пресуда. Судијата соопшти дека браќата треба да платат и 3.000 евра казна, изречена во глоби од по 10 евра за злоупотреба на лични податоци. Адвокатот на обвинетите Мирослав Вуик вели дека во текот на постапката обвинителството не излезе со никакви детали околу вештачење на прислушуваните разговори, кои биле пронајдени кај обвинетите. Коментар на мојата одлука ќе биде дадена сепак во жалба, меѓутоа можам да ја искоментирам само постапката. После 25 години јас навистина имав можност во еден оваков предмет да си ги остварам сите можни права на приговор, на предлози и така натаму. Одлуката на суда е едно. Меѓутоа, во судница си ги имав сите можни права кои што ми припаѓаат по закон. Во завршните зборови браќата Бекири рекоа дека не се виновни и побараа ослободителна пресуда. Обвинителството побара затворски казни со тврдење дека дома имале цела работилница за изработка на фалсификувани документи. До правосилност на пресудата, браќата Бекири од денеска се пуштени на слобода. Во возило Фиат Добло, собственост на СДСМ, запленети и одзебени се акрилни бои кои биле користени за време на вчерашното сквернавање на порта Македонија. Приведен е Новица Павиќ од Скопје, возач на комбето кој според неофицијалните информации е член на СДСМ. Запленета и одземена опрема од возило на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со која изминатиот период беше нанесена штета од 250.000 евра при вандалското дивење на опозицијските активисти. За некои од нив во јавноста излегоа цврсти докази дека се платени за ваквите демонстрации во кои се оштетуваат споменно обележја и државни објекти. Синоќа на раскрсница од улица 11 октомври и улица Кочорацин од страна на сообраќајна патрола било запрено возило Фиат Добло со скопски регистарски ознаки собственост на СДСМ, во кое имало акрилни бои кои биле користени за време на вчерашното сквернавање на порта Македонија. Бои и катапулти за уништување на јавниот имот се разнесувале со партиско возило на СДСМ. Приведен е возачот на комбето, лицето Новица Павиќ од Скопје, кој според неофицијални информации е член на СДСМ. На социјалните мрежи има фотографии на кои приведеното лице многу често е во друштво со вработени во кабинетот на Зоран Заев. Инаку сквернавењето спомен обележја секаде е чин на вандализам. Во западните држави уништувањето на туѓ имот и јавно добро е најстрого казниво. Таквиот акт е окарактеризиран како вандализам. Казните за вандализам во Европа и во светот се толку ригорозни што оние кои ги направиле се санкционираат веднаш и тоа со високи казни, а во некои држави е предвидено и одлежување на затворска казна. Граѓанската иницијатива Протестирам и Шарената револуција повторно протестираа низ улиците во Кавадарци. Заедно со активистите беше и Ленче Николовска, председател на Комисијата за земјоделство, која пред присутните зборуваше за македонскиот аграр.
Шарената револуција повторно низ улиците во Кавадарци. Активистите велат, само улицата им останала како место каде што можат да кажат поразличен став и размислување. Заедно со кавадарчани беше Ленче Николовска, председател на Комисијата за земјоделство, која пред присутните зборуваше за македонскиот аграр. Конкретно што се однесува до земјоделското производство, како и многу други гранки во општеството и области од образование до здравство, можам да кажам дека земјоделското производство буквално е уништено, а земјоделците со помош на субвенциите се уценувани и имаат еден поданички однос затоа што ги заплашуваат дека ќе им се укинат субвенциите доколку не гласаат за власта. Затоа сакаме на порака од тука да им испратам на земјоделците дека субвенциите се државна мерка, а не партиска. Николовска рече дека тие ќе се залагале во Македонија да има добра аграрна стратегија, која што ќе значи поголем развој на македонското производство. Маршот, како и минатите протести, се одвиваше од катастарот низ градските улици се до плоштадот и локалната самоуправа, каде и покрај полицијата повторно се фрлаше со бои кон зградата на локалната самоуправа. И во Велес поддржувачите на граѓанската иницијатива "Протестирам" го искажаа својот револт за актуелната политичка состојба. Поддржувачите на граѓанската иницијатива "Протестирам" вчера вечер повторно во знак на револта за актуелната политичка состојба пред транспарент на кој пишува "Шарена револуција" се движија од Авона до центарот на градот. Велат дека улицата е местото каде тие ги искажуваат своите мислења, но и револтот од селективната аболиција. Првенствено оваа аболиција, селективна, која што предизвика селективна правда или неправда, значително треба да се укине. Значи, апсолутно мора да имаме целосно укинување на аболицијата за да може да зборуваме за правна држава или правен систем. Втора работа, Ѓорѓе Иванов, веднаш после укинувањето на аболициите мора да си поднесе неотповиклива оставка. Не само заради аболицијата, првенствено ради тоа, но и заради сите гафови кои што во изминатите 3 дена ги се изнаслушавме ние како граѓани. Уставниот суд мора итно да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Мора да имаме вклучување на граѓаните во разрешувањето на оваа политичка криза во Македонија. Протести вечерва нема да има, но организаторите велат тие продолжуваат до исполнување на нивните барања. СДСМ обвинува за ниското ниво на реализирани капитални приходи. Општината преку примери го докажува спротивното. Од моментот кога станав градоначалник до денес ниту еднаш не е блокирана сметката на општината, потенцираше градоначалникот Чадиев. Реализацијата на општинскиот буџет во првото тромесечие од оваа година причина за пресконференција на СДСМ. Тие велат лоша е реализацијата и капиталните приходи биле на ниско ниво, додека пак вкупните приходи имаат реализација на околу 12%. Нема инвестиции во многу активности кои значат развој на општината. Такви се капиталните трошоци на општината со само 2% реализација, урбанистичкото планирање со само 6% реализација, уредувањето на градежно земјиште, капитални трошоци со само 4% реализација, изградба на комерцијални објекти со само 3% реализација. Проекти за енергетска ефикасност со 0% реализација. Информациите пласирани од страна на СДСМ не отсликуваат реалната состојба во која се наоѓа општина Велес. Од моментот кога станав градоначалник до денес, ниту еднаш општинската сметка не била блокирана, вели градоначалникот Чадиев. Тој праша како е можно за СДСМ општина Струмица да е успешна, а општина Велес да не е успешна, ако бројките покажуваат идентично работење. Општина Велес плови во сигурни води. Општина Велес има објавено десетици тендери, има дадено 26 налози и општина Велес не е тужена никогаш, ниту е блокирана сметката на општина Велес единствен ден. Впрочем, прашите ги советниците, меѓу кои господинот Иванов, дали не се регулирани обврските точно на време. Денешната нивна пресконференција е потврда за фактот дека во недостиг на аргументи изнесуваат тврдења преку кои што се обидуваат да ги извртат вистината и да го прекријат сето она што е сработено во Велес.
Реализацијата на општинската програма е уште еден доказ, вели Чадиев, дека СДСМ организира пресконференции за купување ситни политички поени. Она што е добро, вели Чадиев, е фактот дека сработеното е видливо и дека граѓаните сами можат да направат проценка кој работи во нивни интерес. Основните и средните училишта од Велес ги презентираа реализираните активности за меѓуетничка интеграција во образованието. Целта е преку бројни настани и воннаставни активности да се промовира соживотот на ученици од различни етнички заедници. Учениците и професорите ги завршија активностите за меѓуетничка интеграција предвидени во програмата за оваа учебна година. Целта е преку бројни наставни и воннаставни активности да се промовира соживотот на ученици од различни етнички заедници. Се дружат во рамки на работите на секција, мултикултурна работилница, спортски настани што се најчесто од типот на игри без граници или штафетни игри како ги велат, ги нарекуваат, меѓутоа исто така и од стандардните спортски активности од типот фудбалски надпревар, кошарка, одбојка се реализираат во редовната настава, оделенска настава од 1 до 5 на часовите по македонски, односно мајчин јазик, математика, физкултура. Представници од сите основни и средни училишта кои се дел од проектот на УСАИД го презентираа сето она што тие го реализирале во изминатиот период. Баш вчерашниот ден ни беше еден ден каде што имавме повторно активност со учениците од Кумано, ја реализиравме безпрекорно, учениците повторно се дружеа, соработуваа. Се организираше исто така поетско читање по повод Денот на мајката со повеќе ученици од различни етнички заедници и на ова читање учениците читаа творби од познати автори на повеќе странски јазици. Ние имаме исто организирано повеќе проекти, квизови и тоа многу добро влијае врз нас учениците, затоа што можеме да се дружиме со деца од друга етничка припадност. Од локалната самоуправа велат дека овие активности треба да се продлабочуваат и да бидат дел од нормалниот начин на живот. Самата интеграција, меѓуетничка интеграција си има дел и од начинот на живење, тоа нашата мултиетничка средина, значи во нашата општество, впрочем Македонија е и дефинирана со закон, значи со устав како мултикултурна заедница, така да сето оно може само да е надградба на оно што треба да се одвива и што се дешава во Република Македонија. Проектот за меѓуетничка интеграција се имплементира во околу 440 училишта на територијата на Република Македонија. Во Кавадарци овие 2 дена се одржуваше семинар на тема намалување на ризици од катастрофи преку сеопфатно планирање и подготвување. Настанот беше во организација на Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со Данската агенција за управување со вонредни настани. После Скопскиот регион, Тиквешијата е еден од најзагрозените региони во државата кога станува збор за загрозеноста од земјотреси и пожари, а помалку поплави. Ова беше кажано на дводневниот семинар во организација на Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со Данската агенција за управување со вонредни настани. Нашата Кавадарци и Росуман и соседните општини Неготино и Демир Капија генерално не се претерано загрозено од природни непогоди, значи во средно загрозени. Конфигурацијата на теренот е таква што ние не сме загрозени од поголеми поплави, како што има во други ниски подрачја. Од пожари релативно имаме висок степен на загрозеност, располагаме со голем шумски фонд, во тој дел сме прилично загрозени. Од уривање, тоа се 2 вида, од земјотреси е непредвидливо, меѓутоа нашиот регион се наоѓа во зона на сеизмичка загрозеност со висок степен од 7 до 9 степени.
помер макросеизмичка скала, значи ние сме едно од најзагрозени подрачја. Семинарот беше на тема намалување на ризици од катастрофи преку сеопфатно планирање и подготвување, а целта е јакнење на локалните капацитети за изработка на проценка на загрозеност од природни несреќи и други непогоди. Ради се о томе да видимо како ќе смањити ризики и како се работи за тоа да видиме како ќе ги намалиме ризиците и како службите на локално ниво со критична инфраструктура се спремни за да се справат во кризни ситуации кои можат да бидат предизвикани по природен пат поради климатски промени или човечки фактор. Во секој случај службите за заштита и спасување се должни по закон да дадат прва помош, а за тоа да бидат претходно подготвени, да го идентификуваат ризикот, да направат план и после да реагираат. И тука сме да ги видиме сите сегменти во делот на спасувањето. На семинарот учествуваа представници на одговорните субјекти од општините Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Во Велес се одржа општинскиот надпревар по прва помош. Учениците од основното Блаже Конески и гимназијата Кочо Рацин ги освоија првите места. Емилија Ничовска го проследи овој настан. Учениците од основното Блаже Конески и гимназијата Кочо Рацин беа најдобри на општинскиот надпревар по прва помош во организација на Велешкиот Црвен крст. Учество зедоа 4 основни и 3 средни училишта. Целта е да се стекне знаење од областа на првата помош. Надпреварите оваа година се одвиваат на 3 пункта, од кои на едниот пункт има срцево-белодробно-мозочно оживување. На другите 2 пункта имаме по 3 повреди, од кои едната е животно загрозувачка и други 2 повреди кои што не се животно загрозувачки. Екипите треба да ги препознаат повредите, да знаат која е животно загрозувачка, да ги придат на животно загрозувачката повреда, да ги санираат повредите, правилно да укажат прва помош, да им пружат психолошка поддршка, да се јават таму кај што треба. Учесниците на надпреварот велат дека стекнатите вештини за пружање прва помош можат позитивно да се одразат во реалниот живот. Денес се почесто се среќаваме со вакви незгоди сообраќајки, така да мислам дека од витално значење секој човек да знае прва помош. Тоа би можело да значи дека може да спаси нечи човечки живот и исто така би било добро доколку се најде во некоја незгодна ситуација да знае како да помогне. Па за да можеме да помогнеме на некој човек кој што се наоѓа во опасност, е потребно да се знае токму првата помош и да знаеме на каков начин да му ја пружиме, а не само да пружиме, а тоа да не биде онака како што треба. Најдобриот тим од средношколците во септември ќе зеде учество на републичкиот надпревар, каде се надпреваруваат ученици од сите градови. Минатата година велешките представници завршија на високото 4-то место. Под мотото "Бидете спремни за едноставни пакувања на цигарите" се одбележа Светскиот ден за борба против пушењето. И покрај многуте кампањи за штетноста на пушењето, бројот на активни пушачи се зголемува. Бидете спремни за едноставни, обични пакувања на цигарите. Ова е мотото на Светската здравствена организација со која годинава се одбележува Светскиот ден за борба против пушењето. Покрај многуте кампањи со кои се укажува штетноста по здравието од пушењето цигари, бројот на активни пушачи е на високо ниво. Македонците зависни од цигарите. Она што загрижува е намалувањето на старосната година на луѓето кои се прв пат запалиле цигар. Па може би ќе ги оставим. Дали може би треба да се случи покачување на цигарите за да ги Не, ја мислам дека е до свеста на секој поединец. За некој игра улога и поскопувањето, ама за некој не. Па сигурно дека ќе се намали, се надевам дека цената многу ќе влијае врз пушачите. Пушачите знаат дека со секоја испушена цигара придонесуваат за нарушување на сопственото здравје, но Центарот за одвикнување од зависност никој не го посетил. За ова кажуваат и лекарите. Пушењето еднакво е штетно за здравјето и за пушачите и за оние околу нив. Ке се најде модус, ке се купува тутун, ке се виткаат цигари, па ке се пуши. Не верувам. Не верувам. Тие што пушат и 100% да се покачат, па ќе пушат. Тешка работа. Тој што навикнал, тешко откажува. Едино тоа, иначе, делимично нешто може да се намале, меѓутоа не драстично. Според статистиката во Република Македонија се регистрирани близу 700.000 пушачи, трошејќи годишно 11 тони цигари или 5,5 килограми тутун по глава на жител.
Председателот Иванов во дводневна посета на Софија. Наскоро ќе биде отворена Национална канцеларија за технологии, најави министерот за образование Спиро Ристовски. Ова се вестите од Македонија. По повод учеството на самитот на шефови на држави и влади на земјите членки на процесот за соработка во Југоисточна Европа, председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов од денеска ќе престојува во дводневна работна посета на Република Бугарија. Иванов во Софија ќе се сретне со бугарскиот председател Росен Плевнелиев, а во текот на утрешниот ден и со бугарскиот премиер Бојко Борисов. На самитот најавено е учество и на председателите на Хрватска Колинта Грабар-Китаровик, на Црнагора Филип Вујановик, на Албанија Бујер Нишани, на Косово Хашим Тачи, на Молдавија Николаe Тимофти, председавачот со председателството на Босна и Херцеговина Бакир Изетбеговик, премиерот на Романија Дацијан Циолош, заменик председателот на владата и министер за надворешни работи на Словенија Карл Ерлјавец, генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер и на генералниот секретар на Советот за регионална соработка Горан Свилановик. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски најави дека наскоро ќе биде отворена Национална канцеларија за трансфер на технологии во која сите заинтересирани на едно место ќе можат да ги добијат сите неопходни информации за примена на нови технологии и иновации. Станува збор за проект на кој Министерството за образование и наука интензивно работи, кој е дел од програмски определби за подршка и поврзување на високообразовните установи, научно-истражувачките институции и стопанството, изјави Ристовски. Тој посочи дека во многу земји постои позитивно искуство од воведувањето на ваквата институција и нагласи дека како идеја била прифатена уште од самиот почеток и кај нас од многу институции. Националната канцеларија ќе има и свој регистар на експерти за разни индустријски области од земјава, како и регистар на достапни лаборатории и услуги на лабораториите. Техничката опременост и целосната функционалност ќе биде финансиски овозможена од Министерството за образование и наука, кое во рамките на проектот за развој на вештини за подршка на иновации има предвидено буџет во висина од речиси 1 милион евра, изјави Ристовски. Европските држави мора што побрзо да ги интегрираат мигрантите, откако повеќе од милион луѓе пристигнаа во Европа во потрага по заштита, разбиен против нападот на Исламска држава во Фалуџа. Ова е светот денеска. Потребно е што побрзо европските држави да се фокусираат на изнаоѓање долгорочна цел за унапредување на успешно интегрирање на мигрантите. Ова го порача комесарот на Советот за Европа за човекови права Нилс Муижниекс во извештај за интеграција на мигрантите. Тој истакна дека европските влади кои досега биле зафатени со краткорочни потреби како што е обработка на барања за азил, треба да го променат начинот на дејствување и да пронајдат долгорочна решение. Во извештајот Време Европа да ги интегрира мигрантите дадени се насоки кои владите и парламентите треба да ги применат за успешна политика на интеграција. Дел од препораките се почитување на правата на престој, курсеви за јазици и интеграција, пристап до пазарот на трудот и квалитетно образование. Муижниекс потенцираше дека мигрантите не представуваат закана, туку шанса. Припадници на ирачката војска утринава го одбија контранападот на борците на Исламска држава во јужниот дел на Фалуџа. Според информации добиени од ирачките специјални единици, исламистите ја започнале офанзивата во раните утрински часови во местноста Нуеимија, напајајќи од подземни тунели. Во нападот биле вклучени и снајперисти и автомобили наполнети со експлозив, но автомобил бомбите биле целосно уништени и неутрализирани пред да нанесат штети, соопштуваат од ирачките воени власти. Инаку градот Фалуџа од пред 2 години е под контрола на Исламска држава, а ова е прво навлегување во него од страна на владините сили кои презедоа близу 85% од населеното место.
27-годишниот Иван Нанчевски е поранешен член на македонската кошаркарска репрезентација до 20 години. Трагично го загуби животот во сообраќајна незгода која се случи завчера во близина на Смедерево, Република Србија. Кошаркарот Нанчевски известен период играше за Битолски Пелистер, а беше и меѓу носителите на играта на жолто-црвената селекција на Европското првенство во 2009 година во Скопје. Следуваат останатите вести од спортот. Пријателскиот меч меѓу младите репрезентации на Македонија и Белорусија ќе се игра утре од 14 часот на тренинг центарот при Фудбалската федерација на Македонија Петар Милошевски. За нашите млади репрезентативци ова ќе биде подготовка за следниот квалификацијски дуел кој ја очекува репрезентацијата во квалификациите за Европското првенство. Овој пат со значително променет состав селекторот Милевски очекува уште една добра проверка. Македонија и натаму е во одлична позиција во квалификациите. По победата над Украина ги задржавме шансите во битката за некоја од позициите на врвот на табелата. Борко Ристовски, македонскиот голман, во неделата го одигра последниот надпревар како играч на Райн-Некар Левен во САП Арената. Нашиот репрезентативен чувар на мрежата од идната сезона ќе направи трансфер во Барселона, а покрај него од овој дрес се збогува и Уве Гензајмер, кој се одлучи да прејде во редовите на Пари Сен-Жермен. Борко Ристовски во Райн-Некар Левен стигна во ноември. Тој е еден од најзаслужните поединци за одличните представи на лавовите, кои што во Бундеслигата се наоѓаат само на чекор од освојување на титулата. Golden State Warriors направи историски пресврт во финалето од Западот, победувајќи Оклахома со 4:3 во серија, што ги носи во големото финале со Кливленд Кавалирс. Актуелниот првак се поврати од негативата од 3:1 во серија за на крај да се избори за мајсторка на домашен терен и конечни 96:88. Оклахома Сити покажа квалитетна игра во првото полувреме, но воините се разиграа во третиот период. Имаа добра одбрана и создадоа предност кој одржуваа се до крајот на надпреварот кој ги води во големото финале. Стеф Кари одново блесна на паркетот, постигна 7 тројки за вкупно 36 поени, на кои се додаваат и 8 асистенции. Клей Томпсон постигна 21, додека Грин додаде 11 поени за шампионите. Кај Оклахома Сити најпрецизен беше Кевин Дурант со 27 поени. Денеска имавме сончево и топло време со слаб до умерен ветер од западен правец. Температурата во интервал од 25 до 32 степени. Еве какво време не очекува утре. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!